Добро вечер во второто издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Да се подсетиме на делот на станите во него. Во рамки на проектот за реконструкција на 10 улици во Кочани, денес асфалт доби улицата Димитрија Лазаров. Нов асфалт ќе добијат и жителите во Делчевската населба Стрелиште. Во Штип расте бројот на тениски игралишта. Се отворали можност за тениска академија во Штип по урнек на фудбалската во училиштето Колен Ехтенин. Класична музика изведена со джез елементи. Концертната турнеја на пијанистката Попи Вода и кларинетистот Павловски стигна во Делчево. Според извештајот на Doing Business на Светска банка, Македонија е рангирана на 12-тото место од вкупно 182 земји од светот, а 6-та по ред е на европската листа. Премиерот Груевски вели дека ова се должи на интензивната работа во подобрувањето на бизнис климата. Република Македонија го има 12-тото место на ранглистата за бизнис од вкупно 182 земји од светот, а 600 во Европа. Ова стои во извештајот на Светската банка на Doing Business. Македонија во 2006 година беше 94-та на листата на Doing Business, што дури за 82 места подолу од оваа година. Од европските земји пред нас се само 4 скандинавски држави, Данска на 3-то место, Шведска на 8-то, Норвешка на 9-то и Финска на 10-то и Велика Британија на 6-то место. Што потврдува дека Македонија не само што е лидер помеѓу земјите од регионот во југоисточна Европа, туку е и меѓу лидерите во Европа и во светот. Според премиерот, ова рангирање се должи на низата реформи за воведување модерна законска регулатива, условите за увоз и извоз, реформи за царинската управа, во издавањето градежни дозволи и други реформи кои во текот на изминативе 10 години владата ги спроведува. Праксата го потврдува тоа. Како што се подобрува рангот на Македонија на оваа листа, се зголемува и бројот на странски компании кои доаѓаат во земјава. Овој резултат е пример како со посветена работа, заеднички труд, може да се постигне многу. Ово извештај е вреднување на тој труд. Ова е успех на сите граѓани. На ваков начин се рушат сите бариери и дилеми и се потврдува дека Македонија има капацитет со напорна работа да постигне врвни резултати во однос на бизнис климата, додаде Груевски. 10 улици оваа и наредната година ќе се асфалтираат во Кочани со заем од Светската банка. Денес се асфалтираше улицата Димитрија Лазаров. Утре асфалт ќе се поставува на улицата Разловечково стание. До нова година ќе се асфалтираат уште 2 улици, а останатите наредната година. Планираните 10 улици кои ги најави општината Кочани за асфалтирање во текот на оваа и наредната година со средства од Светска банка се реализираат. Денес асфалт доби улицата Димитрија Лазаров, со што жителите од оваа улица по подолг временски период добија асфалт. Денес започнавме со асфалтирање на улицата Димитрија Лазаров, која е со должина од 217 метра и ширина 5 метра. Утре ќе продолжиме со асфалтирање на улицата Разловечково стание и дел од 15 македонски корпус, која што е со должина од 230 метра и широчината исто од 5 метра. Со ова фаќки се завршуваат 3, останат уште 7 улици, а во колку остане средства, останува за реализација уште на 2 улици. Според најавите од општината, до крајот на годинава се очекува да бидат асфалтирани уште 2 улици, додека останатите 7 од предвидените 10 со програмата се очекува асфалт да добијат наредната година. Жителите на населбата Стрелиште во изминатиот период во комуникацијата и соработката со општина Делчево, предводена од градоначалникот Дарко Шехтански, како приоритетен проблем за решавање го посочија асфалтирањето на улица Чифличка во оваа населба.
Во тек се градежни активности за подготовка за асфалтирање на улицата Чифличка во населбата Стрелиште во Делчево, улица која е долга 145 метри, со цел во иднина да не се случи прекопување на улицата за нови приклучоци на канализационата мрежа. На оваа улица е планирана и доизградба на главната канализациона линија во должина од 40 метри. Средствата за реализација на овој проект се обезбедени од буџетот на општина Делчево. Инаку реализирањето на самата активност се наметна како резултат на потребите на граѓаните од местната заедница Стрелиште, кој во комуникација со градоначалникот на општина Делчево Дарко Шехтански, асфалтирањето на улицата Чифличка во оваа населба го наметнаа како приоритетен проблем за решавање. Според Шехтански, целосното реализирање на оваа градежна активност се очекува во првата недела од месец ноември. Во штипската населба Сењак, близу до мултифункционалното игралиште, започна конструкција на уште 2 тениски игралишта. Во наредна фаза, локалната самоуправа планира со паркови површини да ја уреди по широката локација. Со овие и со постоечките тениски игралишта се создаваат услови за формирање на тениска академија како дел од средното образование во Штип. Штипската населба Сењак ќе добие уште 2 тениски игралишта. Локалната самоуправа во соработка со Агенцијата за млади и спорт започна со подготвителни активности за нивна конструкција, со што се создаваат и услови за формирање на тениска академија. Дадени се во употреба и во корисност на општина Штип 2 тениски терени кои што беа конструирани, а во меѓусебен разговор помеѓу градоначалникот и директорот на Агенцијата за млади и спорт донесена одлука истите да конструират уште 2 терени, со што се создаваат можности за формирање и на паралелка за академија за тенис, која што би била дел од средното техничко училиште, со оглед на тоа што се значително се зголемува бројот на тениски терени во градот. На повидок е зголемување на парковата површина во Сењак со соодветни елементи за одмор и релаксација. По завршувањето на овие 2 тениски терена, општината преостанува да го дореди уште едниот дел и оној простор кој што е помеѓу патот и мултифункционалното игралиште и тениските терени, со што на некој начин во оваа населба ќе се формира мини спортско-рекреативен центар и истиот ќе биде уреден онака како што доликува. Штипските социјалдемократи денес обвинија дека локалната власт врши нетранспарентна продажба на дел од паркот во населба 8 ноември како градежна парцела. Градоначалникот на Штип Илчо Захариев со одговор дека во огласот за продажба нема ништо тајно, сомнително или спорно. Продажбата на градежните парцели во населбата 8 ноември во Штип беше тема на денешната пресконференција на социјалдемократите од Штип. Тие обвинуваат дека градоначалникот на Штип не ги слуша барањата на граѓаните и дека деновиве е распишан втор оглас за продажба на урбанистичките парцели, исто така во оваа населба. Најголемите парцели од паркот, катастарска парцела 4413/4 и катастарска парцела 4413/5, се продадени уште при првото наддавање и веќе се во сопственост на познат штипски бизнисмен. Вториот оглас за јавно наддавање за продажба на парцелата заведена со катастарски број 4413/3, што е распишан од страна на општината Штип, отвара неколку сериозни прашања и сомнеш за незаконско постапување. Оваа парцела во првиот оглас била со квадратура од 395 метри квадратни. Но во новиот, вториот оглас, локалната власт ја зголемила нејзината површина повеќе од двојно и таа сега изнесува 878 метри квадратни. За зголемување на површината на парцелите потребна е одлука на Советот на општина Штип за промена на деталниот урбанистички план кој што е донесен во 1990 година. Градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев треба јавно да одговори пред граѓаните на Штип. Врз основа на која одлука е зголемена површината на оваа парцела, дел од паркот во населба 8 ноември, а ова е одговорот од градоначалникот Захариев. Сите аспекти на објавата на огласот се согласно законот и нема ништо тајно, сомнително или спорно. Согласно законот, општината има право доколку постои грешка или предвид во објавата на огласот да направи исправка согласно законот за градежно земјиште, член 54, став 1 и 2. Согласно ова, исправка се врши најдоцна 15 дена,
пред истекот на рокот за пријавување за јавно надавање. Рокот е запазен. Измените се објавени во истите дневни весници, како и самата објава и во службен весник на Република Македонија. Суштината е што е направен предвид во квадратурата во геодетскиот елаборат, што е посочено од самата геодетска фирма, која ни укажала дека наместо законската површина од државниот урбанистички план од 878 метри квадратни е ставена погрешна површина од 395 метри квадратни. Веруваме дека во вашите редови има правници, но и таленти кои го знаат законот за градежно земјиште, па можеле да ви кажат дека сите аспекти на објавата се согласно законот. Но ваквата реакција покажува дека сепак тие ќе останат само таленти, кои имаат големо непознавање од законските процедури, заради кои како партија се впуштиле во вакви авантури. На крајот на краиштата, слободно обратете се кај надлежната геодетска фирма, која ќе ви каже дали постои основ за реакција или не. Во општината денес се работи согласно законот. Завршија времињата кога постапките се правеле во 4 очи, а кој некој ги практикувал кога бил на раководна функција во локалната самоуправа и притоа како критериум му бил личниот интерес. На 32-та седница на Советот на Општина Виница денес стана збор за повеќе проекти. Советот без аргументи за и против ги усвои кварталните извештаи како програмата за развој на општината која треба да се реализира во 2016 година. Третиот квартал од 2015 година од буџетот на општина Виница завршува со реализација од 67,54% на вкупните приходи, а основниот буџет е реализиран со 54,23% или со 54 милиони 436 илјади денари. Вкупните расходи се остварени во износ од 176 милиони 120 илјади денари. Советот денес без аргументи за и против ги усвои кварталните извештаи како и програмата за развој на општината во 2016 година. Филтер станицата во село Трсино, чија финансиска конструкција околу 7 милиони денари кои се обезбедени од платежната агенција преку програмата за рурален развој, а вториот развоен проект е изградба и асфалтирање на улиците 2009 и 2010 во индустриската зона, чија вредност е 6,5 милиони денари. Советот ја усвои предлог одлуката за утврдување на нацрт детален план за блок 11 дел 2, простор кој е предвиден за лесна индустрија, сервис и стоваришта со вкупна површина од 4 хектари. Станува збор за имотот на поранешниот Југо Тутун. Бројот на постојано и привремено вработени во детската градинка во Виница отвори дискусија по годишниот извештај на оваа установа, како и барањето за формирање групи со поголем број деца. Во групите во моментот престојуваат и по повеќе од 30 дечиња. Факт која наметнува потребата од проширување на капацитетите со нови простори и нови вработувања. Последните испитувања на водата од крајот на септември во неколку населени места повторно укажуваат на хемиска и бактериолошка неисправност, посебно во Виничка Кршла, Крушево, Градец и Пеклани. Единствено како исправен се покажал примерокот од село Драгобраште. Советот со 10.000 денари ќе го подржи печатењето на монографијата по повод 70 години постоење на библиотеката Ванчо Прке. По претходно одлагање со мнозинство гласови се поддржаа предлог одлуките за давање согласност за долготраен закуп на градежно земјиште за изградба на 2 мали хидроелектрани на Зрновска река. Во отсуство на представник од Македонски шуми по претходно барање да се даде одговор до кога ќе доцне испорачувањето на дрвата, точката се одложи за следниот совет, но покрај на изнесување на повеќе прашања околу оваа проблематика, која сериозно ги загрижува граѓаните кои на почетокот на ноември ги нема добиено своите платени дрва. И овој пат, повеќе советнички прашања од опозицијата не го начекаа бараниот одговор во писмена форма, како што беше наложено уште пред неколку седници. До крајот на годината истекува рокот за комплементирање на барањата за легализација на бесправно изградените објекти со геодетски елаборат. Некомплетираните барања по нова година ќе се сметаат за неважачки, а подносителите ќе го изгубат правото за легализација на градбите.
Општина Штип ги известува граѓаните иматели на бесправно изградени објекти кои имаат доставено барање за утврдување на правен статус до Општина Штип во 2011 година, а кои кон барањето немаат приложено геодетски елаборати, тоа да го сторат до 31 декември 2015, кога истекува и законски предвидениот рок за дополнување. Во спротивно, нивните барања ќе бидат одбиени. Дополнителниот рок сега за сега не се најавува, што значи дека до крајот на годината повторно ќе повториме, оние што нема да ги дополнат своите барања со потребни геодетски елаборати ќе бидат одбиени. Хаџи Николов истакна дека што се однесува до граѓаните кои сакаат да ги легализираат бесправно изградените инфраструктурни објекти или електронски мрежи и средства, и за нив се однесува истиот законски рок за поднесување барања за утврдување на правниот статус, но со пролонгиран рок за доставување на елаборат. Им дава можност да понесат барање за утврдување на правен статус на ваков вид на објекти, исклучиво на ваков тип на објекти, но не на објекти од прва и втора категорија, куќи и слично. Значи овој рок истекува исто на 31.12.2015 година, со тоа што елаборатите за ваков тип на објекти може да се дополнат до 31.12.2016 година. Од 2011 до денес во Општина Штип се разгледани и решени 5500 комплетно поднесени или, според Хаџи Николов, половина од вкупниот број на поднесени барања. За уште толку баратели остануваат околу 2 месеца да ги достават геодетските елаборати, доколку не сакаат барањата да им бидат одбиени. Со тоа, според соопштение од Министерството за транспорт и врски, издадено пред почетокот на овој проект за легализација на дивоградби од 24 февруари 2011, објектите кои нема да бидат легализирани ќе бидат третирани согласно одредбите од Законот за градење и ќе бидат отстранети од страна на надлежните инспекциски служби. Инаку за легализација потребни се само 3 документа, и тоа освен геодетскиот елаборат се доставува уверение за државјанство или копија од лична карта и доказ за приклучок на комунална инфраструктура или сметки за јавни услуги. Дела од познати светски композитори беа изведени во джез верзија на синокешниот концерт на класична музика во Делчево. Пианистката Ема Потевска попи вода и кларинистот Бранко Павловски на турнеја низ цела држава ја изведуваат класичната музика на ваков начин со цел да ја доближат до помладата публика. Класичната музика со призвук на джез се попривлечна за младата публика. Синокешниот концерт на кларинет и пијано во Делчево на Ема Потевска, Попи Вода и Бранко Павловски беше доказ за тоа. Со својата стручност и професионалност, двајцата успешни музичари, образовани инструменталисти, пронашле начин како класичната музика да допре до помладата публика. Ние во последно време со пианистката Потевска се определуваме за програма која што ќе биде по-пристапна на некој начин и послушлива за секоја публика, без оглед на возраста и образованието, така да и на овој концерт се одлучивме за дела кои што во себе го содржат джез идиомот или имаат призвук на джез музика, а се изведува на класични акустични инструменти кои што ги среќаваме во симфонискиот оркестар. И така. Изненадивте ли вечера од публиката? Да, секако се разбира, имаше и млада публика и од бројот на присутните на вечерашниот концерт. Со оглед на тоа дека станува збор за едно мало градче, меѓутоа ќе си одеме со еден убав впечаток дека имаше посетеност на вечерашниот концерт. Синокешниот концерт на Павловски и Потевска е дел од нивната турнеја на концерти низ цела Македонија, а изведуваат дела од познати светски композитори. Изведовме програма со дела од Астор Пиацола, потоа британскиот композитор Крис Лори, од Џорџ Гершвин и од Бернштайн. Ова е интересна програма, бидејќи дел од композициите се со джез призвук и се пријатни за слушање и се достапни и за публиката која што или баш така слуша класична музика. Веќе неколку години настапуваме заедно, исто така настапуваме и како солисти. Од заедничките концерти, како голем успех го извојувам концертот во Солун, кој што го државме заедно со еден наш колега од Грција. Потоа концерти низ Република Македонија, Бугарија, се разбира следуваат и концерти низ Европа во текот на следната година. Концертот беше во организација на Домот на културата Никола Јонков Апцаров во Делчево, а е подржан од Министерството за култура.
Германија во следните неколку месеци ќе врати десетици илјади мигранти на Балканот на кои им е одбиено барањето за азил, соопшти германскиот министер за внатрешни работи. Сојузната канцеларија за миграција и бегалци е задолжена да се ослободи од бројните нерешени барања за азил пред Божик, наведе германскиот министер, додавајќи дека тоа значи дека десетици илјади одбиени баратели на азил ќе мора да бидат вратени од Германија на Балканот. Германските власти досега вратиле над 11.000 лица, додека 27.000 доброволно ја напуштиле земјата со финансиска помош. Во обид да се ослободи од таквите случаи, Германија овој месец донесе закон со кој ја прошири листата на територии кои се означени како безбедни, а додадени беа Косово, Албанија и Црна Гора. Во делови на Блискиот Исток не е можно да се постигне воено решение, изјавил шефот на ЦИА Џон Бренан. Тој додал дека му е тешко да замисли дека земји како Либија, Сирија, Ирак и Јемен во иднина би можеле да имаат единствена влада која би имала контрола на целата земја. Бренан исто така ги потврдил тезите кои се јавуваат од почетокот на војната во Сирија, дека политичката карта на Блискиот Исток, поставена на крајот на првата, а дефинирана на крајот на Втората светска војна, сигурно ќе се менува, како што се променија и на подрачјето на Југославија. Бренан заговора дипломатско воено решение кое пред се има за цел разбивање на најопасната терористичка организација на тие простори ИСИС. Грчката крајбрежна стража спаси 242 мигранти откако дрвениот чамец со кој патувале потона северно од островот Лесбос. Во несреќата се удавија 3 лица, меѓу кои 2 момчиња, соопштија локалните власти. Немаме представа колкав е бројот на исчезнатите лица, изјави портпаролката на крајбрежната стража. Таа додаде дека се пронајдени телата на 3 удавени лица, маж и 2 деца и истакна дека потрагата по евентуалните преживеани продолжува. Вчерашното потонување на дрвениот чамец покрај Лесбос представува најтешката морска несреќа покрај бреговите на Грција, откако оваа година почна големиот миграцијски бран. Училишната заедница од Делчевската гимназија Методи Митевски Бриц, согласно препораките на Министерството за образование и наука, синоќ организираше спортски надпревар во мал фудбал. Од едната екипа ќе бидат ученици, а на другата страна ќе бидат професори и родители. Со ова сакаме заедно учениците и родителите, а заедно и професорите да бидат поблиски и да им укажат на учениците како правилно да се движат во животот. Проектот го реализира училишната заедница, а тоа е подржано од Министерството за образование и наука, Бирото за развој и училиштето Методи Митевски Бриц. Надпреварот сам по себе изобилуваше со многу неизвестности. Најпрвен иницијативата ја имаше повозрастната екипа составена од професори и родители кои имаа водство, но на брзина учениците успеа да постигнат 4 погодоци и на полувреме да заминат со водство од 4-2. Во второто полувреме сепак работите си дојдоа на свое место. 7 погодоци за 10 минути постигна екипата составена од родители и професори, за кои сепак настапија и дел од учениците, со што резултатот гласаше 9-4. До крајот гимназијалците единствено што успеа да направат е да го ублажат поразот за конечни 10:6. Имајќи предвид дека целта беше постигната, училишната заедница при Делчевската гимназија сличен ваков надпревар најавува и за второто полугодие од учебната година. Во сабота започнува новата сезона во првата одбојкарска лига во Македонија. Во просториите на Одбојкарската федерација на Македонија се изврши изждребувањето за престојната сезона. Надпреварите започнуваат овој викенд, а во рамките на првото коло ќе се сретнат екипите на Одбојкарскиот клуб Струмица против Одбојкарскиот клуб Пробиштип Весна Акумулатори, Одбојкарскиот клуб Сушево против Лирија и Одбојкарскиот клуб на Шутова од Кичево против штипската одбојкарска екипа на Мавис. Овде е крајот на дневникот, ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер со нашата програма.